се наоѓаме во општинската организација на Црвениот крст за да поразговараме со секретарот односно секретарката на општинската организација за нивната вклученост во сите настани поврзани со големата трагедија во Кочани. Добро утро, можам да забележам дека во сите овие денови на голема тага, болка, уште од првиот ден сте активно вклучени и вие и вашите колеги во Кочани, како беше организацијата да бидете секаде подготвени да нудите на сите погодени од трагедијата се што им е потребно во вид на психолошка поддршка, храна, вода, за барем малку да се олесни овој траурен момент за сите нас. Така е, Црвен крст Штип уште првиот ден ги стави во функција своите механизми за обезбедување на хуманитарна помош за погодените и семејствата на настраданите, нудејќи прва помош, прва психолошка помош, како и материјална поддршка. Од редот на волонтерите и вработените беа ангажирани вкупно 50 лица кои што делуваа во тимови за прва помош и прва психолошка поддршка. Исто така беа отворени и телефонски линии за прва психолошка помош, а во соработка со клиничка болница Штип се обезбедуваше и приоритетна психолошка и психијатриска поддршка на членовите на семејствата на настраданите. Свесни сме и сочувствуваме со тагата и болката на семејствата, затоа и понатаму ќе продолжиме да обезбедуваме поддршка онаму каде што тоа ќе е најпотребно. Сакам да искористам оваа прилика и да се заблагодарам на сите оние кои што донираа и се вклучија во нашата хуманитарна операција за обезбедување на поддршка на семејствата на настраданите. Откако помина ова со трагедијата, се чини дека ги интензивират и оние обуки во основните и средните училишта, иако и предходно ви беа дел од работните задачи и програмата на работата на Црвениот крст. Да, така е. Црвен крст Штип продолжува со интензивно спроведување на обуки по прва помош за различни целни групи, како и организирање на симулацијски вежби во соработка со образовните институции, па така и во што оваа недела во соработка со основните и средните училишта ќе се реализираат дополнителни обуки по прва помош, како и симулацијски вежби. Многу е значено да се напомене дека првата помош е една вештина која што треба да ја познава секој граѓанин, затоа што првата помош спасува животи. Црвен крст како организација постојано работи на води грижа за здравјето и животот на луѓето, особено во време на несреќи и катастрофи. И токму една ваква несреќа за жал не потсети колку е битна вашата улога и колку ние некако не ја земаме сериозно оваа вештина, спасување живот, не мора да е во услови на елементарна непогода, воопшто како сите овие вештини да ги научиме сите ние, што можеби во училиште сме ги училе, но ги подзаборавивме во меѓувреме. Да, Црвен крст постојано нуди обуки по прва помош, како и освежителни курсеви, така да еве ги повикуваме сите заинтересирани граѓани кои што сакаат да ги продолбочат своите знаења во однос на првата помош или пак да стекнат нови знаења, да се обратат во просториите на Црвен крст Штип, а ние ќе спроведуваме обуки по прва помош за сите оние кои што сакаат да стекнат повеќе знаења и да ја усовршат оваа вештина која што спасува животи. Дали и од големите работни организации, фабричките хали веќе се пројавува онаа свесност дека сите вработени треба да знаат како да се однесуваат во состојби на криза? Да, така е. Покрај обуките кои што ги спроведуваме прва помош за возачи, се спроведуваат и обуки по прва помош за работни организации во просториите на Црвен крст Штип, така што секоја работна организација мора да има обучено лица по прва помош согласно бројот на нивните вработени во компаниите. И сосема на крај би ве запрашала, знам дека сите волонтери, сите вклучени во овие страшни, тешки настани кои ги преживеавме и ние како новинари, но и вие секаде на терен, сте обучени како да се однесувате во услови на криза, меѓутоа бевте ли подготвени за криза и болка и тага во волкави размери?
Ова трагедија не погоди сите нас, меѓутоа можам да кажам дека во најбрз можен рок се мобилизираат тимовите на Црвен крст, а значено е да се напомене и дека волонтерите веднаш по добивањето на првата информација за страшната трагедија која што се случи во Кочани, сами се нудеа и сами сакаа да се вклучат во активностите на Црвен крст за да дадат поддршка на семејствата на погодените и настраданите. Благодарам што бевте дел од утринската програма на Македонската телевизија. Овде се одјавувам и тоа беше дел од импресиите, но и плановите на Општинскиот Црвен крст во Штип. Студио?